Поздрав, почитувани гледачи. Вие сте со мартовското издание на Конец. Во наредните резервирани минути ќе слушнеме како во услови на ковид криза, од која несомнено една од најпогодените е токму текстилната гранка, грст асоцијации, компании и консултативни бироа во спрега со менаџментите на текстилните компании прават напори за изнаоѓање на решенија со единствена цел. Полесно, без многу последици, врз вработените од финансиска гледна точка да ја надминат кризата. Во овој Конец со нас а и со вас се разбира, за овие теми и дилеми ќе зборува проект менаџерот на Американската канцеларија во Македонија, а тоа е невладината организација Link Cross, господинот Михајло Трајковски. Но да не должиме. Со воведните генерали за тоа кој е Link Cross, го стартуваме овој Конец. Започнуваме. Иницијативата GrowBiz се роди како резултат на еден повик од USAID. Тие во рамките на нивниот проект наречен EDGE, што значи економски развој и раст на предпријатијата и владење. Во рамките на тој проект тие има повик, веќе има мапирано одредени сектори во економијата на кои сакаат да се посвети внимание преку одредена помош. И ние како Link Cross го креиравме овој проект и аплициравме, одговоривме на тој повик. GrowBiz проектот се фокусира на 3 сектори. Првиот сектор е земјоделие, потоа лесно производство во кое спаѓа текстилната индустрија и третиот е туризмот. Така што на GrowBiz се роди како резултат на овој повик на USAID. Ова иницијатива, веќе спомнав, ги опфаќа овие 3 сектори. Секој едно предпријатие кое работи во овие 3 сектори е повикано и веќе има учесници во самата GrowBiz иницијатива да аплицира. Потоа се разгледува нивната ситуација, треба да пресретнат некои критериуми за GrowBiz, како што е критериумот на вработени, затоа што е за мали и средни предпријатија, а кај нас мало предпријатие се смета од 11 до 50 вработени, а средно предпријатие од 51 до 250. Тоа е фокусот и опфатот на GrowBiz програмата. Текстилната индустрија веќе беше направено истражување од страна на USAID во рамките на EDGE проектот, кои се индустрии со најголем потенцијал за раст. Така што текстилната индустрија беше една од тие индустрии во која се смета дека има неискористен потенцијал за раст. Една од главните работи е што предноста на нашата текстилна индустрија што е блиску до Европа и за потребите на многу од текстилните компании во Европа, во помали нарачки и поспецифични нарачки, најдобро можат да одговорат текстилни индустрии кои се блиску до Западна Европа и се во можност да испорачаат брзо и помали, но поспецифични, поконкретни нарачки, со што би се забрзал растот на индустријата, доколку е во можност да се адаптира на таквиот пазар. Така, како поддршка нудиме повеќе аспекти. Една работа е цел пакет на услуги што е од GrowBiz проектот, каде што вклучува 20 часа бизнес коучинг. Тоа значи дека еден тренер, коуч, консултант, работи еден на еден со менаџерот на фирмата. Заедно со него креираат план за развој и потоа го следат имплементирањето на тој план за развој. Тој план за развој ја опфаќа насоката во која одлучува самиот менаџер преку неговото искуство, преку работењето со помош на консултантот, сака да се движи
и наоѓаат начин како практично сето тоа да го изведат, да го претворат во чекори на акција. И потоа ги следат заедно тие чекори на акција, односно имплементацијата на планот. Потоа има можност за помош во дигиталниот маркетинг, каде искусен експерт со повеќе годишно искуство им помага како преку современите дигитални технологии, социјални мрежи да се представат на странски пазари, да привлечат повеќе можни партнери, клиенти. И другата работа во однос на текстилната индустрија е подобрување на ефикасноста на производствениот процес. Ние веќе имавме една обука, ќе спомнам подоцна, која ја одржа еден консултант од Холандија за подобрување на ефикасноста на производствениот процес, со што се намалуваат трошоците на производство, се зголемува брзината на производство, со тоа што е можен поголем обем на производство. И тие се основните работи кои ги нудиме преку GrowBiz програмата, кои би биле од бенефит за текстилната индустрија. Така, да, до сега веќе имаме компании кои ја користат целата програма, работат еден на еден со коуч и тој процес тече се од почетокот на оваа година. И исто така веќе во соработка со текстилното здружение на Македонија текстилен кластер имавме во соработка со нив две обуки. Првата обука беше токму во рамките на дигиталниот маркетинг, каде што експерт објасни како може да овие дигитални медиуми, социјални мрежи да се искористат од страна на текстилната индустрија за да дојдат самите предпријатија од текстилната индустрија во пополна позиција за да ја зголемат нивната продажба. Другата обука беше во рамките на ефикасноста на производствениот процес, беше насловена 8 начини за да се подобри производствениот процес. Таа беше водена од Алфред Шонбек, консултант од Холандија, кој работи повеќе од 25 години тука на Балканите, има големо искуство во нашиот регион во текстилната индустрија и е консултант од терен кој работи со компаниите во самиот погон, и таа обука опфати конкретни чекори на подобрување на ефикасноста на производствениот процес. За да се кооперира со било која компанија, потребно е да се дадат почетните правци за работа, но и првите излезни решенија како да се надмине кризниот момент. Потем следува проценката од тоа. Во однос на таа проценка на производствениот процес тек следи. Од почетокот на годината се почнати овој процес на коучинг, еден на еден и градење на тој план за раст и развој, но секако коментарите се доста позитивни во поглед на самото тоа да имаш човек кој седнува со тебе и заедно размислувате како може да се подобрат условите во самата компанија од секој аспект, што би придонело до подобро работење. Но имаме коментари од самите компании кои се веќе дел, каде најмногу им треба помош и во различни компании се различни потребите. Некаде е повеќе во однос на организирање на станиците на производство и како да нема непотребно чекање, што креира тесно грло во производството, адресирање на тоа тесно грло, или
во однос на ангажираноста на самите вработени и условите за работење. Сето тоа е како коментар и се обидуваат и тренерот и експертот да го адресираат сето тоа. Ковид кризата знаеме дека ја погоди скоро секоја индустрија, со исклучок на некои, така што и текстилната индустрија не е исклучена и слушаме од самите компании дека има потешкоти во работењето. Така што се она што тренерот се обидува да го направи со компаниите, заедно да ги согледаат сите можности за справување со кризата во степен кој е можен во оваа ситуација. Дали е диверзифицирање на продажбата, наоѓање на партнери кои произведуваат текстил или она што се бара сега на пазарот и посветување на дел од производството на таа страна. Така што тој заеднички напор за да се изнајдат можни решенија за да се преживее оваа криза е во тек. Во овој момент Линка Крос ги нуди веќе споменатите како понуда на Growbiz, а тоа се тој бизнис коучинг од 20 часа во текот на цела година, каде што еден на еден ќе може тренерот со менаџерот да го градат тој бизнис план за раст и потоа имплементацијата, проценка на дигиталниот маркетинг, како кои се можностите за искористување на дигиталниот маркетинг за да се унапредат продажбата на самата компанија и консултантски услуги за подобрување на ефикасноста на производствениот процес. Сето тоа со експертите кои веќе ги споменав со докажано искуство. Критериумите се да бидат во фокусот на овој проект предпријатијата, а тоа се малите и средните предпријатија од текстилната индустрија. Сите што сметаат дека ги задоволуваат тие основни критериуми, најдобро е да не контактираат и да разговараме за деталите. Во редот на соработката со фирми од повеќе дејности, најмногу фигурираат компаниите од текстилот, но и македонскиот текстилен кластер. Нашата соработка со текстилниот кластер досега е извонредна, како што кажа, веќе ги организиравме тие две обуки, во постојана комуникација сме за проценка на потребите на индустријата и текстилниот кластер тука игра клучна улога за да ги увиди потребите од самиот терен на компаниите и која е нашата можност да ги пресретниме тие потреби, дали се тоа преку консултантски услуги, дали се тоа преку бизнис коучинг за бизнис аспектот на индустријата. Така што конкретните идни чекори со текстилниот кластер ќе се движат во рамките на сето она што веќе е остварено и проследување на компаниите кои беа дел од овие обуки и сето она што со тек на работата ќе се укажи како потреба, ќе се обидиме да го пресретниме. Неодминлива е ковид кризата. Ова е повеќе предизвик каде до израз доаѓа умешноста на Линк Крос од советодавна природа, но и практиката е важен сегмент во овој процес. Тоа е голем предизвик во условите во кои се наоѓаме, но правиме напори за да изнајдиме начини за представување на нашите компании во странство, конкретно на пазарите што ги споменавте,
како најголеми увезувачи, најголеми партнери на текстилната индустрија и правиме напори за да се направат некои виртуелни саеми каде што ќе може да се сретне побарувачката со понудата. И во преговори сме за такви саеми и се надеваме дека ќе испадни добра можност за компаниите од нашата текстилна индустрија, конкретно тие што ги имаме во нашата програма, да ги представиме пред партнери кои би биле корисници на нивните услуги. Искуството говори дека има потреби кои ги спогледуваат текстилните компании, менаџерите и кои сакаат да ги адресираат и се прават напори да се адресираат тие потреби, како што кажав, од најразличен тип во зависност од компанијата, дали е тоа производство, дали е тоа во рамките на продажба и представување на самата компанија која веќе има добро поставен производствен процес. Така што е разноврсно искуството во тоа каде се потребите на компаниите и начинот на кој ние се обидуваме да ги задоволиме. И мислам дека тоа што го правиме во однос на подобрување на позицијата за продажба преку дигитален маркетинг и самата можност за намалување на трошоци или забрзување на производството преку подобрување на ефикасноста на производствениот процес е она што го согледуваме од терен дека е потребно и се обидуваме токму тоа да го адресираме. Ова беше се за денешниот конец. Ви благодарам за вниманието и ви порачувам. Бидете со нас и со следното априлско издание. Чувајте се и се гледаме за 30 на дена. Секое добро.